повикувам да гласате за донесување на Законот за спречување на корупција и судир на интереси по скратена постапка, бидејќи знаете дека роковите кои што се пред нас се рокови кои што бараат побрзо донесување на овој закон со цел побрзо да се донесе да се избере нова Државна комисија за спречување на корупција. Во изминатиот период владата го имаше пуштено Законот за спречување на корупција во собраниска процедура. За жал, истиот беше блокиран од амандмани и не беше овозможено постапката да продолжи понатаму и да се донесе. Сакам да ве известам дека законот кој што е пред вас е закон кој што беше испратен на експертско мислење во Европската комисија и добивме позитивно мислење во насока која што укажува дека владата со овој закон покажува дека станува збор за закон кој што се покажува добра волја во борбата против корупцијата. Со оглед на тоа што станува збор за закон во кој што се имплементирани европските стандарди и европските препораки. Јас сум свесна дека одредени поединци, политички партии, групи можеби имаат одредени стравувања од одредени храбри решенија кои што се содржани во законот. Согласно амандманите кои што ги гледавме во изминатиот период, особено проблем произлегуваше околу финансирањето на политичките партии и контролата на политичките партии. Јас ве повикувам овој пат сите заедно прво да ја поддржите потребата за донесување на овој закон по скратена постапка со цел да овозможиме на наредните председателски, а можеби и парламентарни избори да имаме Државна комисија за спречување на корупција, која што ќе врши контролата на регуларноста на финансирањето на изборните кампањи и секако трошењето на буџетски средства во овој период. Делот кој што се однесува на финансирањето на политичките партии е дел кој што владата смета дека треба да биде опфатен како надлежност на Државната комисија за спречување на корупција и секако зголемените надлежности кои што се предвидени во овој закон за Државната комисија за спречување на корупција се надлежности кои што даваат основа за капацитетно вршење на функцијата од страна на Државната комисија за спречување на корупција. Затоа уште еднаш апелирам на поддршка за носење на овој закон по скратена постапка заради итноста која што ја наметнува моментот и заради тоа што се што е во законот е усогласено веќе со Европската комисија. Благодарам.